Празникот кој ги штити луѓето од нечистивиот, самовилите и магиите, познатиот Свети Василий, денес беше одбележен во сите цркви и манастири. Со големи молитви и чиста душа, граѓаните уште изутрина ги упатија молитвите кон овој светец, со цел тој ги услиши и го моли Бога за нашето здравје и спасение. Свети Василий тие го нарекува како чудотворец, бидејќи како што велат тој помагал и материјално и духовно дури бил на земјата, а сега целосно и од небесата. Тоа среќа, здравје, се најубаво живот. За нас христијаните он го подржувал Исус Христос и него го мачиле за Исус Христос и за тоа останало за нас христијаните. Он ги брка лошите сили за да биде се убаво. И многу помагал на народо, давал и пари, помагал многу на сиромашните. Верувате ли се, одите ли се? Па одам и на црква, одам си на литургија, запалам свеќе, помолам се за здравје, за деца и така. А капа на ги, дигате се на вај ден? Не, некој си дига, кој си е заречен. Ама ние не сме заречени и не дигаме, а кој се е заречен, дигат си па на ги. Нека е за многу години. Нека е за многу години, здрави Господ нека ви дава и на сите и на нас. Нека е за многу години. Да дава здравје да има. Да има здравје, мир, спокојство, љубов повеќе да има и така натаму. На црква јас секаде си минам, тука се прекрстувам и верувам Господ. А младите, дали треба тоа да го практикуват? Па треба и они, то ни е на нас вера, то ни е христијанство, тоа треба да се почитува. Потребно е младите да си ја почитуваат верата, сопружникот, семејството, децата, родителите и да го молат Бога за спасение, велат верниците, бидејќи животот овде е сепак краток, но Царството Божјо вечно. Тогај ги боле. А секој треба да посетува црквата. И кој е убаво, па да дојде. И да не е убаво, па нека си дојде на црквата, нека се помоле. Да, на секој. Никој не тражи пари. Колку милува, толку нека ставя на иконата. Никој не тражи толку повише пари да му ставиш. Стави колку милуваш, а не они сите се плашат. А по кафичите може да дават пари, а тука не може да дават пари. Ети тоа. Да, чиста душа и мир душата да си има човек. За било кој, за младо и за старо. Ети тоа. На година празникот Свети Василий. Тоа може, а вие младите што се некои по 18-20 години, кој ги памти тоа? Они не памтат ништо, што сакат. Они само на телефон знаат. Не гледат интернет, тај се разведел, нај се разведел, гледат секакви работи на интернет, на Фейсбук и така станува си проблеми. Па сега они младите најдеат да си тражат правото, па сега ние колку можеме помагаме. Никој не слуша, не гледаш. Дење шетат, ноќе ќе спијат. И што сакаш да ги видел? Инаку празникот менува ден, но никогаш дата и секогаш се празнува на 14 јануари. Свети Василий е познат по својата дарежливост, хуманост и добрина и оној кој претрпува страшни маки дури стигнува до Царството небесно.